Цуле Забрчанец и Рафет Моминович и нивните блиски врски со браца Војичич. И втората фаза која на власт е Харалампе Хаџиристовски и исто така неговите врски со браца Војичич. Тоа се тие две фази и во рамките на тие две фази овие личности, овие структури определуваат кој ќе биде главниот во македонскиот фудбал. Како и да е, факт е дека тој српски фудбалски капитал е длабоко влезен во порите на македонскиот фудбал и до ден денешен се уште влие врз македонските фудбалски прилики. Господине Шептански, дали српскиот капитал и денес го контролира македонскиот фудбал? Па од секојаш го контролира. Имаше во Вардар српски капитал? За порано не знам, можно е да имало. Според вас, колку пари се испрани преку Вардар во изминатите 10-15 години? Според мене не знам, меѓутоа според тоа колку фудбалери се продадени од ФК Вардар, за сега да немаме ниту еден фудбалер од ФК Вардар излезен од нашите школи и според тоа колку пати Вардар има излегувано надвор во Европа и колку има добиено од УЕФА пари, испаѓа можно е над 20 милиона евра. Еден човек би финансира 6 клуба на директен или индиректен начин во Република Македонија. Значи еден човек всушност се контролира македонската фудбалска лига. Знаете за кој стана збор. Српскиот капитал преку тој човек е влезен и ден денес го контролира македонскиот фудбал, што е апсолутно недозволиво после 20 години независност во Република Македонија. Мислам дека сега не е таа ситуација која што вие кажувате, каде што беше директен спонзор на клубовите. Мислам дека сега спонзорира и финансира во одреден број на фудбалери кои што се наоѓаат во различни клубови. И не годела мисленето ваше дека тој ја контролира македонската фудбалска лига, заради тоа што во надпреварењето воопшто не се меша. Знаеме за кој човек зборуваме, за браца Војичич зборуваме. Нели така? Вие имате партнерски односи со браца Војичич? Да. Фудбалска федерација има партнерски односи со неговата фирма Sport 5 од Хамбург, а тој е представник за овие источноевропски и балкански држави. Веројатно најголемите пари во македонскиот фудбал се прават на две адреси, односно во две области. Колку прво тоа се тие телевизиски права, односно продажбата на тие телевизиски права. Само за еден надпер со Велика Британија или со Германија може да се добијат некаде помеѓу 2 и 3 милиони евра. И како втора адреса на која може да се прават тие пари од продажбата на фудбалерите. Само во еден период додека Драган Томовски е на чело на фудбалскиот клуб Вардар, се продадени десетина фудбалери и се инкасирани повеќе од 2,5 милиони марки. Тоа се големи пари, господине Хаџиристовски. Во кој смисол мислите дека се големи пари што треба да ги добија фудбалска федерација и фудбалска федерација и браца може да ги користи тие пари? Браца Војичич кое количество на пари располага? Тоа не се пари на браца Војичич, тоа се пари на Sport 5, која што за ваше сознание има договор со 36 земји во Европа од 53 членки на УЕФА. Браца Војичич е во Sport 5? Да, вработен е во Sport 5. И задолжен за овој дел на Европа. 36 земји во Европа се под договор на Sport 5. Преостанатите се на AMG. Основ на телевизиски права. 2 милиони евра. Каде завршуваат тие пари? Сигурно дека од 2 милиона евра би требало да останат, да кажеме, што там, меѓу 500 и милион евра, 500.000 и милион евра да останат за други потреби на федерацијата. Каде и како се перат парите во македонскиот фудбал, веројатно е вечната тема која ги интересира македонските фудбалски гледачи. Во што е мокна на Харалампе Хаџиристовски, вела дека во таа делегатска база и дека има целосна контрола врз тие делегати на фудбалската федерација. Па точно е тоа, значи целокупната контрола на Харалампе врз делегатите се иде на последното собрание. Колку делегати постојат? 106 спрема листите во фудбалската федерација. 106 делегати. Да, колку се од Скопје? Од Скопје се 16. На толку клубови од Скопје има само 16 делегати. Точно е тоа и многу интересно што за фудбалот во Македонија одлучуваат некои фудбалски центри кои што воопшто немаат ни трето лигаши. Например, имаме ОФС Зајас, има 3 делегати, нема фудбалски клуб. Братот на Али Ахмети, претпоставам дека таа. Најверојатно. Кавадарци има трето лигаш, има 8 делегати. 8 делегати, Прилеп имате 8 делегати. А да речеме дека Демир Хисар има по прилепска линија некој делегат. Демир Хисар има 3 делегати, Македонски Брод има 2 делегати. Значи тоа е базата на Харалампе Хаџиристовски. Да, со кој што вешто се манипулира
По 5000 денари ви дават на собрание. За 5000 точно. денари Дзинго ја правеше целата своја база, ја наследи Илан Бернудов и сега ја користи Харалампи Хаджиристовски. Да, и по потреба се проширува. Значи, оние општински фудбалски сојузи кои што не се лојални, веднаш се прават паралелни, што ќе бидат лојални и што ќе гласаат. И дека тоа ја прави базата и пирамидата толку мокна на Харалампи Хаджиристовски. Ова што го кажете на почетокот се разликува од политичка партија? Па не се разликува. Апсолутно. Значи, Фудбалската федерација на Македонија е голема структура. Значи, кадровски ако земете, има 110 делегати број, секој од нив апсолутно е ангажиран на одредени позиции во Фудбалската федерација. Дел од тие позиции се и платени. Таа не е тојна, значи секој е одење како делегат или не знам како на надпревар судија, контролор, тоа се платени активности. Ако до пред 2 до 3 години Харалампи Хаджиристовски беше во отворена војна со владата на ВМРО ДПМН, денес веројатно неговите политички односи со ова структура се доста поправени и веројатно својата база е темели на 3 играчи во врвот на ВМРО ДПМН. Тој е пратеникот од Кичево Илија Китановски, тој е градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски и тоа е министерот за транспорт и врски господинот Милена Киевски кој се со потекло од Прилеп. Дали знаете кој ви е делегат од Кичево? Или еден од делегатите од Кичево? Има повеќе делегати од Кичево. Дали братот на Али Ахмети е делегат на последниот конгрес на Фудбалската федерација на Македонија од Кичево? Мислам дека е делегат. Кај учел фудбал да игра во Швајцарија? Не. Во Заја сигурно не играл фудбал или во Шековица? Не, погрешно ви е размислувањето. Не мора да игра фудбал за да биде спортски работник или фудбалски работник. Може да дава допринос во развој на фудбалот преку обезбедувајќи средства да спонзорира клубови, да учествува во организирањето и развојот на фудбалот. Значи сака да каже дека братот на Али Ахмети можеби не игра фудбал кој Джеват Прекази или кој Фадил Вокри, ама обезбедува средства за некој клубче тамо во Зајас? Да. Ова кога говорите за вас сушност, бидејќи тоа се обвинување на ваша адреса, велат кога ќе видите кој е председател на Фудбалска федерација на Црна Гора, Дејан Савичевиќ, кога видите кој е на Косов, Фадил Вокри, Владко Марковиќ во Хрватска или порано Пикси Стојковиќ во СР Југославија или Србија и Црна Гора, тогаш единствено Хари Хаджиристовски или бил Стоичков или бил Михајлов сега во Бугарија, голманот на Бугарија која Толе Караджич фудбалер беше? Толе Караджич не е фудбалер, меѓутоа исклучок е Толе Караджич. Пред него беше Звездан Терзич, вашиот голем пријател. Толе Караджич беше генерален директор на 29 новембар. Да, од Суботица, така беше од Суботица, значи со источок на Толе Караджич, мито човекот е 40 години на фудбал. Се извинувам, Ленард Јохансон како председател на УЕФА дали беше фудбалер? И велат за Ленард Јохансон, не знам, меѓутоа велат на Балканот, вие сте најанонимен председател. Тоа се обвинувањата. И вие овој одговор што го давате за братот на Али Ахмети, всушност го давате ко обяснување за вас. Многу председатели од Европа. Беше ни Дзинго не беше фудбалер. Нема многу председатели од Европа. Иако има конституција за некој лево крило да игра така како Драган Џајич. Многу председатели од Европа и од светот не биле фудбалери. И шеикот на Катар не бил фудбалер, пак е председател на Фудбалска федерација на Катар, едно од најбогатите во светот. И помага на ФИФА. Вие сте еден од најбогатите во Македонија. По таа логика? Не. Добро, во Прилеп. Не. Ако постојат обвинување дека Харалампи Хаджиристовски е првиот рамковен председател на Фудбалската федерација на Македонија и дека во пакет ги добива секогаш на сите тие избори гласовите на албанците, тога се поставува денес прашањето дали како услов за добивање на тие гласови треба да послужи фактот дека Ренова треба да биде првиот рамковен шампион во фудбал во Република Македонија. Ако Хари Хаджиристовски успее да ги обезбеди гласовите на албанците, му веруваат. Му веруваат? Да. Или се пазари со нив? Нема пазар, му веруваат. Ако добро ве разбирам, Хари Хаджиристовски е првиот рамковен председател на Фудбалската федерација на Македонија. Политички се изразам, сепак емисијата е таква. Не би се согласил, меѓутоа интересна ми констатација. Ренова би била првиот рамковен шампион на Македонија. Интересна констатацијата, меѓутоа не се согласувам. Меѓутоа добро, имате право така да размислувате. Јас сметам дека квалитетот на Ренова е неспорен. Оценот ли албанците еднаш да биде албански клуб шампион на Македонија? Не постои. Кој ги дават гласовите, да речеме, на тие конгреси? Не постои нити барање, нити договор. Некој таков илузорно е така да се размислува, бидејќи и надпребројањето е оној кој што ќе обезбеди силен тим, тој ќе биде на позиција. Па 20 години го гледаме фудбалот во Македонија, знаеме како се стануваше шампион. Кога беше Рафет Момировиќ силен и близок до власта, беше Слуга го магнат. Кога беше Дзинго Мокен, беше Силекс. Кога беше Ацоле Забрченец близок до еден дел на власта, беше Победа. Денес е Ренова веројатно блиска до вас, дел од структурите на други се тамо. И предпоставувам дека Ренова поради тоа може да стане шампион. Од ова временска дистанца за многу различно време зборуваме, многу различна е поставеноста на Фудбалска федерација на Македонија. Прво,
судиската организација е независна, еден од главните фактори за организирање на регуларно првенство. Добро, сакате имаме кажете... прекрасни судии, имаме меѓународни судии, кои што... Сака да кажете дека сега подобро од пред 15 години.